Наместо во државни институции, доктори од јавното здравство се тестираат приватно. Таков бил и примерот со еден стоматолог кој со симптоми на COVID-19 во екот на великденските празници не можел да најде термин во центрите за јавно здравје, па се тестирал во приватна болница. За овој случај сведочат од Сдруженијето на матични лекари. Велат алгоритмот за тестирање не е адекватен на моменталната состојба со болеста во земјава. Пациентите не ги минуваат анкетните прашања, па матичните доктори морале да ги советуваат да се тестираат во приватни болници. Например, еве имав пациент стоматолог кој што чувствуваше болки, беше тестот испаѓаше позитивен, а немаше термин. Па фатија празници, не разбирате кога е ваква воредна ситуација, нема празници, не празници. Значи, таквите институции треба да работат 24/7. Значи, мора да има термини, мора да се достапни. Малку е несериозно, нели, таквиот начин, кој сега и празници, па поздравје после празниците. Значи, ние пациентот му дадовме терапија, ама добро беше, нели, иако е Великден, воредна ситуација, требаше да си продолжат сите тие тестирања, за оние лица да не живеат во страх, дали се позитивни или се негативни. Лекарите се уште кубурат со заштитна опрема, а дел од она што досега го набавиле, го платиле од свој джеп. Незаштитени и ранливи, тие се први на удар на коронавирусот. Многу е лицемерно сега да ни се делат на очар или скафандер или не знам што, од кога сега сме април. Значи, за ова се знаеше дека веќе февруари веќе беше тема во државава, нели, дека вирусот е тука меѓу нас, дека може да има болни, може да има инфектирани. Повторно ќе кажам, мислам дека сето ова ги покажа сите слабости на државата, на кризните штабови, на центрите за управување со криза и дека треба малку посериозно да се разговара и да се размислува и да бидат спремни. Да не реагираат како Македонија пат што е секогаш изненаден од снегот. Според последните бројки на Институтот за јавно здравје, во земјава позитивни на COVID-19 се најмалку 210 здравствени работници, што е 17% од вкупниот број на заболени.